Здраво, здраво на сите. Јас сум Васа од ВД Beauty и денес ќе направам еден интересен лайв заедно со Avon Македонија. Ќе користам нивните производи и ќе направам еден интересен day to night makeup туторијал, така што останете заедно со мене. Ќе ви кажам повеќе трикови за тоа како вашиот мејкап да биде совршен во текот на целиот ден. А исто така за тоа ќе ми помогне и ова Power Stay колекција на Avon. Имам повеќе производи тука, ќе искористам некои од нив. Некои од нив се како на пример 24 часовната течна пудра, потоа имам некои мрсни сенки за очи кои исто така перфектно се фиксираат и ќе бидат на местото каде што сте ги поставиле во текот на целиот ден. Така што следете го овој туторијал, сигурен сум дека ќе научите нешто екстра. Исто така сакам да ви кажам дека најпрво сакам да знаете дека не мора да имате премногу мејкап за да вашето лице изгледа супер во текот на целиот ден. Ќе видите дека јас користам 4, 5, 6 производи и тоа ќе направам day to night изглед. Така што не мора да мислите дека мора да набавите премногу производи и дека вашиот мејкап мора секојдневно да одзема премногу време од вашиот ден. Тоа може да биде многу брзо, многу лесно и многу едноставно, а во исто време да биде долготраен на вашето лице и да не мора да се грижите во текот на денот како ви изгледа мејкапот. Од помош ќе ми биде денеска и Верица. Здраво. Hello. Таа ќе ми биде модел за ова што ќе го изработам денес и ќе можете да го видите тоа како ќе изгледа на нејзиното лице. Најпрво ќе почнам малку со очите. Ќе искористам оваа 16 часовна сенка, која што е во крем верзија. Нека не ве загрижува тој дел, бидејќи тоа само ќе ви помогне полесно да ја нанесете, а откако ќе ја нанесете, таа ќе се исуши на местото каде што сте си ја поставиле и ќе биде таму во текот на целиот ден. Само да малку ја наместам камерата подобро да се гледа. Супер. Затвори ми малку, Верица. Инаку се надевам дека добро ме гледате, добро ме слушате, се потрудив да имаме супер светло за да можете многу реалистично да ги видите како изгледаат работите кои ќе ги направам на нејзиното лице. Затворим. Инаку работам на чисто лице. Кожата ми е само добро изхидрирана. Овие продукти толку добро ќе се фиксираат на окото да јас воопшто не користам ни подлога за шминка за очи. Нема да имате никаква потреба од тоа. И гледате како работам на повеќе слоеви на мејкапот. Секогаш обидете се да имате повеќе тенки слоеви. Секогаш можете да додадете, но малку е потешко да одземете. Затоа ставете малку, размачкајте го со вашите прсти, топлината на вашите прсти ќе ви помогне да продуктот полесно го нанесете и поубаво и порамномерно го нанесете, а потоа само кратко почекајте да продуктот добро се засуши на окото и се фиксира и биде таму во текот на целиот ден. Инаку дефинитивно ми е подобро да имам повеќе тенки слоеви отколку помалку дебели слоеви. Така што работете на тоа да постојано го билдате вашиот мејкап во слоеви кои што се потенки, така мејкапот ќе биде поиздржлив и ќе изгледа многу поприродно и убаво. Примајаме, не? Супер. Сега сакам уште малку да го извадам окото нагоре. Сакам да го отворам подобро, да изгледа посвежо. Потоа наредно што ќе искористам,
ќе биде ова моливче исто така од Power Stay колекцијата, кој е 16 часовно моливче за очи. Инаку исто така се нанесува многу мрсно, многу лесно, многу фино на окото, но потоа истото се фиксира самото од себе и ќе бидеме сигурни дека во наредните часови ќе биде на позицијата на која што сме го поставиле. Затвориме малку. Инаку ова моливче не е со црна боја, туку е некоја темно виолетова, се надевам дека може да ја видите, но е некоја темна виолетова што откако малку ќе ја исенчам по линијата на трепките, само ќе ми даде некој убав волме на трепките и нема да изгледа ништо претерано и пренацртано. Исто така немојте да нанесувате многу, па да премногу чекате пред да го исенчате моливчето, бидејќи тоа ќе се исуши и ќе се фиксира на местото каде што е. Јас за тоа да го направам ќе искористам ова Avon четка која што е малку потенка. Со лесни движења, лево-десно, пробувам малку да го изманипулирам продуктот. И повторно, сега ќе нанесам еден слој, а потоа ќе додадам уште малку, значи постојано работам моливче, па четка. Многу е важно продуктите, посебно со овие летни жештини, да бидат продукти кои добро се фиксираат или самите под себе, или пак со некој друг камен продукт, затоа што знаете дека без разлика дали имате сува или мрсна кожа, во текот на летото се ни се топи поради временските услови на лицето, а не сакате да се нашминкате наутро во 7, 8, 9 часови, да мејкапот после веќе 2 часа ви изгледа лошо, така што користете вакви производи како Power Stay колекцијата на Avon за да имате супер резултати. Не мора да размислувате на тоа како ми изгледа мејкапот после неколку часа од нанесувањето. Супер. Исто така, сакам да знаете дека без разлика дали ќе направите некоја мала грешка, слободно можете потоа, гледај ми напред само, слободно можете истата малку да ја исправите. Не се грижете, не мора се да биде совршено и перфектно. Сега сакам уште малку да се вратам на моливчето, гледај ми таму надолу, е супер. Сакам малку да го потенцирам предниот дел на окото и уште малку задниот дел на окото. Ајде на другата страна. Супер. Супер. Се надевам дека можете убаво да ги видите сите детали. Значи сега нанесов една крем сенка, која, да бидам искрен, веќе ми е целосно фиксирана и истушена на окото, ништо не ми излегува на прстот, а истото ми се случи со моливчето. Сега, што сакам да направам наредно? Сега сакам да поработиме малку на лицето и тоа прво нешто што ќе направиме е ќе поработиме малку на подлогата. Јас ќе искористам малку од оваа Power Stay 24 часовна пудра од Avon. Ова реално може да го направите и со вашите раце. Повторам, топлината на нашите раце и прсти ни помага производите многу поубаво да не се нанесаат и некако да се стопат поубаво и со единат со кожата. Така што јас секогаш преферирам работа со раце кога се работи за вас кои се шминкате дома. Ние професионалните мејкап артисти тоа го правиме нормално со алатки за работа. Доколку поседувате некакво блендерче, може да го искористите истото. Не заборавајте малку да го натопите со вода, а потоа можете лесно
да почнете со нанесување на продукт. Доколку користите некакво блендерче, важно е да знаете дека продуктите течни кои ги нанесувате на лицето треба да ги правите само со тапкање, не влечете, туку само тапкајте, притискајте го продуктот во кожата. Сакате целосно да се соедини со вашата кожа. И бидејќи ова е пудра која реално и самата по себе многу добро се фиксира, многу ми е важно да работите дел по дел на лицето. Што значи, јас најпрво го изработив челото, па сега одам на кај носот. Не сакате да го нанесете продуктот на целото лице, па потоа да не можете да го размачкате бидејќи тој веќе се фиксирал самиот од себе. Повторам, ова се долготрајни продукти со 24 часа, 16, 18 часа трајност. Морате малку да внимавате на начинот на нанесување, за да бидат подолготрајни и изгледаат супер. Кожата ни е перфектна и ни свети. Не морате да претерувате со продукт под очите, поточно со пудра под очите, со течната пудра под очите, бидејќи и вака и така ќе искористите некаков коректор со кој ќе го коригирате делот под очи, па не сакате да имате 3-4 продукти кои што едно врз друго ќе ви стојат на делот под очи, затоа што тоа е делот кој што најмногу ни се движи во текот на денот и најмногу некако ни се собира мејкапот во тој дел, така што избегнувате да користите и пудра и коректор таму. Јас реално само со остатоците од моето блендерче одам на делот под очи. Затоа што знам дека подоцна ќе нанесам коректор. Исто така, не ги заборавајте ушите, а не го заборавајте ни вратот. Во никој случај не сакате вашата течна пудра да завршува тука, затоа што тоа е многу видливо, не изгледа фино, едноставно како да носите маска која што ви е ставена на лицето, а вие сакате мејкапот да ви изгледа како да тоа е реално вашата кожа. Nice, I like that. Да бидам искрен со вас, пудрата е веќе фиксирана, без разлика што е течна. Фиксирана е, а во исто време лицето изгледа многу люминес, многу свежо, а сите несовршености не се сокриени. Што е она што сакаме сите. Сега ќе искористам малку коректор. И тоа ќе биде повторно овој консилер од Power Stay колекцијата. Ова е 18-часовен коректор за очи. Ќе нанесам малку во делот под очите. By the way, сите овие продукти кои ги користам директно на лицето на Верица, ќе ги подарам веднаш после овој туторијал, бидејќи во никој случај ние како мејкап артисти не сакаме некој продукт кој го користиме на еден клиент да го искористиме и на друг, но вие не морате дома во домашна атмосфера да се грижите за тоа, бидејќи обично продуктите кои ги набавите ќе ги користите само за вашето лице. Но сите оние продукти кои денеска ќе го допрат нејзиното лице, јас ќе ги подарам. Повторно работиме дел по дел. Прво ќе го изработиме малку делот под очи. Супер, ќе додадам уште малку во овој преден дел, каде што сакам малку екстра покривање. Повторно, гледате на каков начин работам, нанесувам малку,
го нанесувам во рамномерен слој, а потоа гледам каде ми треба уште малку. Секогаш можете да додадете, малку е потешко да одземете. Немојте да мислите дека ќе ставите премногу додаден продукт и после тоа некако магично ќе изгледа перфектно. Не, се мора да биде избалансирано и дозирано. А освен што гледам дека овие продукти добро се фиксираат самите по себе, гледам дека исто така и на камера изгледаат фантастично. Тоа значи дека и секој селфи што ги го направите ќе изгледа многу добро. И сега ќе искористам од коректорот малку и на средината на челото, малку и ќе го исконтурираме носот, малку на највисоката точка на устата, а исто така и малку на највисоката точка на брадата. Некои ги заборавајте деловите како околу носот, краевите, каде што лицето ви се спојува со косата, не сакате да биде јасно каде завршува вашиот продукт, туку напротив, повторам, сакате да изгледате како да, тоа е вашата вистинска кожа. Сега, дефинитивно овие продукти се фиксираат и сами по себе, но доколку некои од вас имаат екстремно мрсна кожа, ќе можете исто така да ги фиксирате со дополнителен продукт, а тоа е оваа пудра, исто така од Avon, која што ќе ви помогне да сите течни продукти ги фиксирате на местото каде што се. Јас тоа ќе го направам кај Верица само со делот под очи и малку со челото и носот, бидејќи главно тоа е оној дел кој што и се мрси во текот на денот, а останатиот дел од лицето ќе го оставам да биде малку по-луминес и малку по-свеж и малку по-лесен. Малку сакам да се ставам во капачето, ќе искористам оно што го имам на капачето. Си взимам малку продукт на моето блендерче, гледам горе, и само со лесно тапкање сакам да го фиксирам и притиснам продуктот. Делот до очи, носот, тоа е делот на лицето каде што дефинитивно најбрзо и прво ни паѓа шминката, а тоа не сакаме да ни се случи. И потоа малку челото, кое што може да се измрси, испоти во текот на денот. Но со овие неколку производи сме сигурни дека тоа нема да се случи. Сега сакам да направам една мала контура на лицето и тоа ќе ви покажам како да го направите малку во дневна варијанта. Нормално дека контурата не смее да биде видлива, не смее да биде јасна, тоа не смее да бидат црни сиви линии кои што некој ќе ги види од 30 метри кога ќе ве види, туку тоа треба да биде многу субтилно изблендани делови на лицето кои што ќе ни помогнат да нашето лице изгледа пофино, можеби послабо, можеби повисоки cheekbones, можеби поскратено чело, сето она што сакаме да го постигнеме на нашето лице. А за тоа јас ќе искористам оваа палета Define and Sculpt на Avon, каде што имам производи кои ќе ми помогнат за контура и производи кои што ќе ми помогнат за хайлайт. Ми се допаѓа што тука имаме и камени, имаме и масни продукти, течни продукти, што значи дека ќе може да работите со се она што на вас ви се допаѓа на лицето. А и што значи тоа? Дека ќе може најпрво да направите контура со овие помрсни продукти, а потоа ќе можете истата да ја фиксирате со камени продукти за колку имате потреба. Кај Верица денеска, затоа што овој дел го оставив нефиксиран за дневната шминка, ќе ја направам контурата со крем течните продукти од тука. Топлината на телото, гледајте како ми помага да лесно ми се нанесат на прстите.
Супер. Ова ни е првиот дел кој ќе го исконтурираме. Топлината на телото повторно ќе ми помогне да продуктите фино ми се нанесат. Потоа малку во надворешниот дел на очите. Потоа лесно по челото. Потоа другата страна. Потоа малку, многу малку од страните на носот, за да го исконтурирам истиот, и исто така малку под брадата. Особено оние што се малку повозрасни, каде што нормално од гравитацијата веќе кожата да почнува да опаѓа, оваа контура на вратот ќе ви помогне да се ви изгледа многу убаво. Ја сега нема да чекам се во ова да ми се исуши, туку ќе работам многу брзо. Сакаме се убаво да ни биде споено со другите делови на кожата. Насмевни ми се малку. Супер. Гледате како со лесно тапкање продуктот многу лесно се разнесува на лицето. Се спојува многу фино со другите продукти, што е исто така многу важно. И делот кај брадата не сакам само да биде во една линија, туку сакам да го спуштам надолу на вратот. Тоа ќе ми помогне сите оние кои имаат малку екстра во овој дел, тоа да се камуфлира и да се малку подигне. Супер. Сега, би додал уште некои продукти за денската шминка. Прво што сакам да направам е да додадеме малку од овој хайлайт. Сакам да го видите малку подобро како изгледа. Се надевам дека може да го видите, ама сега ќе го видите на лицето сигурно. Ова сепак е посуптилен хайлайт кој ќе изгледа многу природно и фино. Пак ми даде една супер свежина на лицето, другата страна малку. Го нанесувам во овие највисоки точки на јаболчниците. By the way, ја користам оваа 107 четка на Avon. Погледнете како изгледа и во каква форма е. Таа ми е совршена за ова што го правам. Тоа е фен четка, мала фен четка. Многу малку по средината на носот, многу малку на највисоката точка на устата. Сега, со уште нешто сакам да го полека финиширам овој денски изглед. Првиот чекор ми е Power Stay 24 часовната маскара на Avon. Таа е со црна боја. Многу ми се добаѓа и апликаторот на истата. Сигурен сум дека ќе можам многу фино да влезам до трепките. Гледе си надолу малку. Инаку, девојки, кога работам со маскара, секогаш пробувам да продуктот го нанесам што поблиску до линијата на трепките, односно најмногу продукт да имам блиску до коренот, а се
помалку како што одам кон крајот на трепките. Долу. Така најмногу ќе добиете лифтинг на трепките, а во исто време нема да им тежат крајовите и нема да изгледат како да имате премногу маскара. Долу. Пакувањето на оваа маскара е исто така супер, затоа што и кога ќе земете екстра продукт, реално останувате со доволно на джеткичката, немате премногу па кога ќе оставите на окото да ви направи тоа проблем. Што навистина ми се допаѓа и тоа значи дека Avon внимаваат на деталите. Исто така сакам да ви покажам некој момент каде што нормално да ја допрете маскарата до некој друг дел на окото кој што сте го работеле. Не се грижете доколку го направите тоа, секогаш имате екстра помош, дозволете само малку да се засуши и тогаш лесно пројдете на делот каде што сакате тоа да го подсредите. Исто така ќе ставам малку маскара во долниот дел, горе. Ќе пуштиме. Горе ли? By the way, ова е маскара која повтараме 24 часовна и е водоотпорна, што значи самата по себе многу фино ќе се фиксира на трепките и единствено доколку сакате за 7-8 часа во оној момент кога ќе сакате да го направите мејкапот од денски во вечерен, да додадете уште еден слој што за кратко ќе ви го покажам. И сега да го заокружам овој денски мејкап изглед, ќе го искористам еден од овие трајни 16 часовни Power Stay течни кармини на Avon. Јас ќе ја користам оваа nude верзија. Овие кармини се баш лесни за нанесување, а самите ќе си се фиксираат таму каде што се. Доколку сакате, можете и да почекате самиот кармин да се засуши и фиксира и доколку не ви се допаѓа тој мат изглед, може од горе да искористите некаков сјај, кој што во исто време нема да го разгради од долу мејкапот, туку само ќе стои како уште еден слој од горе и на таков начин имате сјаен кармин кој е долготраен. Е сега, ова би било завршен тој дневен мејкап изглед. Мене баш ми се допаѓа како изгледа лицето, ништо не е екстремно премногу јако, очите се доволно потенцирани, за доколку и од блиску разговарате со некој, сепак изгледате фино. Сега сакам да додадам неколку продукти за истиот овој мејкап да го направам повеќе во вечерна варијанта. Прво нешто што ќе направам, ќе се вратам на очите, инаку ќе морам дефинитивно малку да го отстранам карминот. Затоа што исто така ќе додадам една малку појака боја за нашата вечерна опција. Супер, за да не ми се фиксира целосно, па да имам проблем подоцна, зашто повторам ова се дефинитивно кармини кои што ќе се исушат на местото кај што сте и ќе бидат таму каде што сте ги поставиле. И сега, прво што сакам да направам, тоа е малку да додадам од овој сега стик eyeshadow, кој што ќе биде со ваква боја. Ми се допаѓа со овие производи што додека да ги нанесувате се многу меки, а потоа се фиксираат и реално не можете воопшто да ги помрднете од местото каде што се. Затвориме малку.
Сега ќе додадам од овој продукт на капакот. И затоа што сега работам со потемна боја, повторно ќе го работам прво едното, па другото око. Повторно, топлината на телото ми помага да продуктот лесно гледа ми напред малку. Супер. Затворено. Не заборавајте дека од долу ја имав онаа другата посветла крем сенка од истата колекција и воопшто тоа не ми направи никаков проблем да го додадам овој продукт од горе. Сакам сега уште малку да го потенцирам овој, гледај ми долу таму. Сакам да го потенцирам овој преден дел малку. Дефинитивно нанесувајте ги на едната страна овие продукти, па и сенчајте ги, па потоа на другото око и сенчајте ги, затоа што многу брзо се фиксираат и таму. Не сакате да нанесете премногу од продуктот, па после да не можете да го фино и сенчате на начинот на кој што сакате. Мене малку. Супер, дефинитивно сега очите ми се малку по-истакнати. Сепак за вечерна верзија тоа би било баш фино. И ако сакате да добиете малку мачкаст изглед, можете сенката да ја одвлечете малку нагоре. Ќе додадам јас малку екстра на крајот, за да можам да ја развлечам истата. Гледате дека го манипулирам продуктот главно со тапкање. Сега ќе искористам друго моливче, исто така од Power Stay колекцијата. Ова е 16 часовно, но е малку потемно. Ова е некоја црна боја, што баш ми треба за овој вечерен изглед. Затворено малку. Ќе го поставам слично како дневната варијанта по линијата, а потоа со истата онаа четкичка што претходно ја користев, малку ќе го исенчам нагоре. Гледаме малку напред. И сега додека гледате напред, малку потенцирајте го надворешниот дел, кој ќе ви даде баш лифтинг на окото. Горе малку и истото многу малку ќе го спуштам во долниот дел на окото. Повеќе во надворешниот. Супер. Сега ќе го направам истото на другата страна, затворено. Убаво по линијата. И сега додека гледате напред, потенцирајте го уште малку крајот. И уште малку ќе додадам во долниот дел.
и со истата четкичка лесно ќе го исенчам. Исто така може да си помогнете дополнително за крајот да ви изгледа фино и смоки. Супер. Сега, бидејќи ова ми е малку од делот под очи, ќе исчистам доколку имам нешто што ми паднало од сенките, иако се масни, може би малку ми се одронило од маскарата, но бидејќи се ми е убаво фиксирано во делот под очи, можам лесно сето тоа да го отстранам. Бидејќи нанесов веќе еден слој од оваа маскара, сега ќе нанесам уште еден. Таа самата по себе многу фино се фиксира, така што лесно ќе можам уште малку да додадам. Горе малку. Перфектно, тоа уште малку ќе ги истакне трепките со овој смоки изглед. Исто така, повторно ќе ја искористам оваа Define and Sculpt палета, но овој пат ќе го искористам овој камен продукт и тоа со четката број 102 од Avon, која што е закосена и е перфектна за контура. Само на тие одредени места каде што сакам да додадам малку екстра продукт. Перфектно. Ми се допаѓа што и на камера изгледа фино, а исто така и во живо ја гледам девојката од премногу блиску, не можам да ги реално видам јасно продуктите како се изгледа како да е дел од нејзината кожа, што е супер. Фино. Сега, уште нешто што сакам за да го заокружам пак овој ноќен изглед, сакам да направиме малку по вамп кармин. Ќе искористам оваа виолетова верзија затоа што искористив и виолетова сенка на очите. Сега се во мода тие малку по монохроматски изгледи, односно кога една иста боја ја користите и на очи, и на образи, и на уста. Сега го искористам овој. Мислев дека е малку темен, но во секој случај ќе ја заврши работата. Сигурен сум дека имаат и потемни нијанси, кои можете да ги видите во нивниот најнов каталог. Јас инаку веќе направив поголема листа за нарачки. Инаку, да ви кажам еден мал трик во однос на исцртување и во однос на зголемување на устата. Секогаш можете тоа да го правите во средината на устата, горе и долу, но на страните пробајте да не ја продолжувате, затоа што на таков начин се добива малку фейк, нефин, кловновски изглед. Волумен, кловен. Волумен, волумен, кловен. Океј? Така што ние сакаме волумен, не сакаме да бидеме кловнови, така што горе и долу можете да го цртате колку сакате. Тоа сега го оставам на вас што лично ви се допаѓа, но од страната секогаш можете да завршите во точните точки на вашата уста. Дали премалку реков волумен? Волумен.
Бојата е пребава. Супер. Само уште малку да бидам сигурен дека се видно ми се. И синчало, ќе додадам уште малку повторно за да го освежам лицето од овој хайлайт. Ја користам истата читкичка фен. Затоа што се работи за вечерен изглед, можам малку да видам екстра. И да додадам малку повеќе продукт. Nice. Мене дефинитивно ми се допадна овој мејкап денес. Се надевам дека бев јасен во однос на тоа што искористив, на каков начин го искористив. Се надевам дека ви беше од помош и што визуелно на видео можете да го видите тоа. Пробајте ги овие бестселер производи на Avon од нивната Power Stay колекција и се надевам дека и вие ќе бидете задоволни. Ciao, ciao. See you next time.